Дневник во 16:30. Добар ден, еве ги темите на денот. Градоначалниците да ги стават на готовност сите расположливи ресурси и да ги мобилизираат кризните штабови во очекување на најавените обилни врнежи, апелираат од Центарот за управување со кризи. Управата за имотно-правни работи компјутерски ќе се вмрежува со Агенцијата за катастар, ќе се забрза постапката за прибирање на доказите од катастар по службена должност. Ликовната академија на Универзитетот Гоце Делчев ја продлабочува соработката со врвни уметници од Украина. Условите за учење и пракса на Ликовната академија се добри, но студентите бараат ново ателје. Метеоролозите најавуваат неколкудневен период со обилни врнежи од дожд, колку општините се подготвени да се справат со евентуални надоаѓања на реките и со одрони. Општина Штип неколку месеци работи на уредување на речното корито на Брегалница. Утре пак во Кочани ќе се одржи завршната презентација од проектот за управување со речниот слив на река Брегалница, кој освен заштита од загадување содржи модели на заштита од излевање. По најавата на Управата за хидрометеоролошки работи за обилни врнежи од дожд, особено во западните и источните подрачја, каде се очекува локално да наврнат и над 40 литри на метар квадратен за период од 24 часа. Координативното тело на Центарот за управување со кризи упати препораки до единиците за локална самоуправа, при што се апелира градоначалниците да ги стават на готовност сите расположливи ресурси, да ги мобилизираат кризните штабови и во нив да ги вклучат представниците од Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за внатрешни работи, додека градоначалниците кои имаат потреба од дополнителна помош од технички ресурси да се обратат до Дирекцијата за заштита и спасување. Воедно градоначалниците да ги информираат местните заедници за најавената дестабилизација на временските услови, континуирано да се следи водостојот на реките, да се следи и нивото на акумулациите, апелираат од Центарот за управување со кризи. За да не се повтори ситуацијата од лани, општина Штип веќе одамна започна со чистење на коритото на река Брегалница. Во општина Штип конкретно започнаа многу поодамна, значи ако сега почнеме да се штитиме ќе биде прилично касно, затоа и општината и градоначалникот веќе уште во мај оваа година започнаа со серија на акции за чистење на речното корито на Брегалница. Знаете, беше исчистен потегот околу градскиот стадион, значи после камениот мост каде што е дигнат насипот на коритото на река Брегалница на едната страна, потоа се чистеше во долината кај Ново село, па дури и после мостот Кежовица, каде што пред околу 10 на дена операторот Коле Трансиджеринг започна со чистење на речното корито, така што се тоа се прави со цел да се избегнат можни последици од поплави како резултат на зголемените врнежи дожд. Инаку утре во општина Кочани ќе се одржи завршна презентација од проектот за управување со речниот слив на реката Брегалница, на која ќе биде представена финалната верзија на овој проект, кој е финансиран од швајцарската влада, а имплементиран од Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Продолжуваме со високото образование. Ликовната академија на Универзитетот Гоце Делчев ја продолжува соработката со врвни светски уметници. Руски и украински професори ги едуцираат студентите кои освен квалитетен наставен кадар на академијата имаат и одлични услови за творење. Ликовната академија при Универзитетот Гоце Делчев од Штип со врвни познати уметници како професори создава нови надежни уметници, чии дела во иднина ќе ја представуваат нашата држава. Студентите од прва година задоволни што го направиле вистинскиот избор. Се што ни треба се е обезбедено овде во ателјето, можеме да доваѓаме кога сакаме во било кое време. Ние работиме со професорите од Украина. Одлични се. Малку имаме проблеми со зборењето со нив, но имаме овде преведувач, така да нема никаков проблем сега. Одлично е. Уметност е нешто што ме влече од помали години и сакам да научам да откријам што се можам да постигнам, значи каде ми се границите, некои нови техники да научам, што ќе ми требаат понатаму во животот во врска со ликовното. До сега што научи? До сега обично цртаме перспектива, композиција, се учиме како правилно да ги поставиме формите, што е многу корисно
една основа за понатаму. Цртам отко памтам за себе. Едноставно страст ми е и дека немав прилика предходно да го основам образованиево, да го засилам вештината, само сум. И ова беше совршена прилика да се малку професионално менторство за да ги подобрам тие работи што ги знам, а и да научам и некои нови работи. Колегите се супер, професорите се супер. Мислам дека многу добар факултет погодив. Задоволството при создавањето на млади надежи и креирањето на нови имиња во ликовната уметност во Македонија е очигледно и ки професорите од Украина, кои претежно работат со студентите од прва година. Ги предаваат основните знаења, класичната уметност. Студентите се послушни и се трудат, веќе имат први успеси со кои можеме да се пофалиме вистински. Да, это есть в плане. Секако, бидејќи наставната програма предвидува токму овие предмети и се надевам дека ќе имам добри студенти и добри резултати токму во зидното сликарство. Наставната програма е обширна, опфаќа многу голем број предмети и се надеваме дека и после кога ќе завршат академијата, студенти ќе имат можност да се покажат како уметници. Все будут хороши специалисты выходить из этого. Со секој студент имаат посебен пристап, бидејќи секоја личност е индивидуа за себе. Уметничка академија, односно ликовната академија, предвидува по својата суштина различните афинитети кај секој од студенти. И ако имат една општа задача, секој од нив прави индивидуални грешки или работи во некоја своја си индивидуална насока. А моја задача како професор да ги насочам, да ги усмерам и да ги развивам токму тие индивидуални афинитети и способности на секој студент. Знања. И двајцата професори од Украина задоволни од условите во кои работат со студентите. Секако, условите се добри, ателијата се светли, големи, убаво се работи. Но знаете, завжди би хотелося більше приміщень, більше. Секогаш можеме да кажеме сакаме поголеми простори, сакаме повеќе некои нагледни средства, за ама главното наше богатство, односно главниот успех, тоа се наши студенти и се надеваме дека преку нив ние ќе можеме да направиме се за да Македонија за да добие добри специјалисти, квалификувани уметници. Нам подобається, що ми маємо змогу в ньому викладати. Тоа е и мотивот на владата на Република Македонија преку Министерството за образование и наука максимално да го поддржи развојот на ликовната академија, каде моментално се едуцира четвртата генерација студенти, кои во просек на годишно ниво се запишуваат по десетина. Освен овие двајца професори од Украина, на студентите им предаваат и професори од Русија, сите четворица со извонредна биографија. Наскоро подрачните оделенија на Управата за имотно-правни работи и компјутерски ќе се поврзат со Агенцијата за катастар на недвижности, со што ќе се забрза процесот на документирање на барањата. Директорот на Управата за имотно-правни работи оствари работна посета на Штипското подрачно оделение. Од 16.900 предмети за приватизација на земјиштето во подрачното оделение за имотно-правни работи во општина Штип, останати се 3000 кои чекаат да бидат решени. Постапката за приватизација е една од посложените управни постапки, а најголем проблем се јавува при комплетирање на потребната документација и доставување на геодетски елаборати. За таа цел, за поефикасно и навремено решавање на овие предмети, околу 5800 се распределени низ оделенијата во останатите градови, каде имаат помал обем на работа. Исто така се планира и воведување на некои измени, со кои ќе се зголеми ефикасноста на оделението во Штип. Веќе во наредниот период ќе следи поврзување на оделението со Агенцијата за катастар на недвижности, со што значително ќе се забрза постапката на прибирање на доказите од катастар по службена должност, кои што се неопходни документи во постапката за приватизација на земјиштето. Покрај решавањето на предметите за приватизација од граѓаните, работата на ово оделение носи развој на општината. Често пати ние наши проекти кои треба да ги реализираме зависат и од одлуките на управата и мислам дека се она што го работи управата носи развој на нашиот град. Благодарно со граѓаните на Штип кои поднесоа апликации за приватизација на земјиштето под своите објекти
од ефикасноста на управата во овој момент. Јас се надевам дека до крајот на годината голем дел од тие предмети ќе бидат решени и ќе останат уште мал број на предмети кои треба се решат. Граѓаните кои го имаат пропуштено рокот за поднесување на барања, кој истече на 15 декември 2014 година, ќе можат да достават пријава до Агенцијата за катастар на недвижности до 15 јуни 2016 година, каде ќе им се промени правото на користење. За оваа категорија на лица, бидејќи утврдивме дека на ниво на Република Македонија има поголем број на такви категории кои што не поднеле барање за приватизација, предвидена една посебна постапка до 15.6.2016 година да може да поднесат пријава до Агенцијата за катастар на недвижности, каде што во соодветна постапка ќе им се пренесе правото на користење, односно ќе им се претвори правото на користење во право на сопственост по сила на закон. Директорот на управата на имотно-правни работи денес беше во работна поседа на подрачното одделение, при што оствари средба со градоначалникот Захариев за подобрување на ефикасноста на имотното правно одделение во општина Штип. Во Берово во тек е втората фаза од спроведувањето на Ромет програмата, преку која 7 практиканти ќе волонтираат во неколку области, меѓу кои образование, здравство, вработување и други. Проектот е поддржан од општина Берово. Откако се сертифицира, 7 ромски медијатори започнаа со спроведувањето на втората фаза од Ромет програмата, програма која предвидува практиканство во повеќе области, меѓу кои здравство, домување, образование, социјала и вработување. Во источниот регион оваа програма се спроведува на териториите на општините Кочани и Берово, а истата е поддржана од единицата на локалната самоуправа. Сега почнавме со втората фаза на програмата, во која што господинот градоначалник, значи од локалната самоуправа со Советот на Европа и невладината организација Сонце подпишаа меморандум на Попова шапка, каде што се обврзаа за да истите тие медијатори бидат практиканти во делот на институциите, значи вршат практична работа и дејности во зависност од потребите на институциите, а подоцна истата програма е обврзана да направи локална акциона група од представници на населението на општина Берово, кои што ќе бидат авторитети и кои што ќе избираат приоритети за понатамошно разрешување на одредени проблеми. За градоначалникот на општината Берово, Драги Наџински, ова е одлична можност од една страна практикантите да се запознаат со надлежностите на институциите, а од друга страна општината преку работата на практикантите да ги слушне проблемите на граѓаните. Јас верувам во овие млади луѓе. Тие млади луѓе се при крај на своето дипломирање, на своето дооформување на високото образование и мислам секој во својата сфера на образованието каде што студираат ќе бидат вклучени и целта ќе биде постигната. Ќе ги чуеме проблемите, ќе ги решаваме проблемите на граѓаните, ќе се едуцираат тие, ќе знаат што се надлежностите на институциите, таму каде што ќе бидат ангажирани и утре веќе ќе имаме подготвени или зрели за работа државни службеници, тоест јавни службеници кои секако ќе имаат приоритет во нивното понатамошно вработување. Инаку имплементатор на оваа програма за општина Берово е ромската невладина организација Терновас. Општинската организација на СДСМ Штип денес напрес ги објави партиските ставови во врска со најавената изградба на бункерот за сместување на акцелератор за зрачење на малегни заболувања и јавно го прашуваат министерот за здравство зошто се запрени градежните работи за изградба на бункерот. Никола Тодоров на почетокот на 2014 година вети дека зрачните терапии за пациентите на кои што им се потребни ќе започнат најдоцна до почетокот на 2015 година. Не само што не започнаа со зрачна терапија, туку изградбата на бункерот повеќе од 6 месеци е комплетно стопирана. Посвечено пресечената лента остана само отпад и смет. Пациентите кои што боледуваат од малигни заболувања со право реагираат. Тие се приморани секојдневно да патуваат до Скопје. Заради изведување на зафати на електродистрибутивната мрежа, утре прекин во снабдување со електрична енергија ќе има во штипските населби Балканска и Чардаклија и делот кај касарната Јане Сандански. Прекинот на електричната енергија ќе биде во период од 10 до 14 часот. Во истиот термин струја нема да има и во село Кошево, Штипско.
Во Домот на културата Тоша Арсов во Виница утре ќе биде изведена представата Љубовници на Драмскиот театар од Скопје. Се работи за урбана и современа љубовна приказна во која може да се пронајдат многу луѓе. Актерската екипа ја сочинуваат Билјана Беличанец Алексич, Маја Велковик Пановска, Драган Спасов Дац и Зоран Љутков. Автор и режисер на представата е Катерина Коцевска. Председателите на Турција и САД Реджеп Тајип Ердоган и Барак Обама се согласија синоќа дека откако турски ловец урна руски борбен авион на границите меѓу Турција и Сирија, потребно е да се намали тензијата и да се спречи повторување на слични инциденти. Председателите се согласиле дека е многу важно да се намали тензијата и да се постигнат договори со кои ќе се спречат слични инциденти во иднина, се наведува во соопштението од турското председателство по телефонскиот разговор на двајца председатели. Руските бомбардери кои ќе ги изведуваат антитерористичките операции во Сирија, во иднина ќе ги следат ловци, изјави началникот на генерал штабот Сергеј Руцкој. Генерал Руцкој истакна дека Руското министерство за одбрана презело дополнителни мерки за безбедност по инцидентот со уривањето на рускиот авион. Најмалку 12 лица беа убиени вчера во атентат врз автобус на безбедносните служби на тунискиот претседател во центарот на главниот град Тунис. Експлозијата се случи кон крајот на попладнето вчера на една од главните сообраќајници на Тунис, а потпаролот на претседателството изјави за медиумите дека станува збор за атентат. Кикбоксерот со 2 шампионски титули Димитар Ѓорѓиев од Виница со плакета за јавна благодарност до градоначалникот Емил Дончев и општина Виница за повеќекратната финансиска поддршка за учество на неколку балкански и светски првенства. Градоначалникот Дончев денес организираше прием за Ѓорѓиев и во рамките на истиот беа разменити мислењата околу актуелните успеси на Димитар, како и неговите идни планови. Инаку Димитар Ѓорѓиев на 20-тото светско првенство во Белград во дисциплината до 74 килограми лајт го победи со 3:0 представникот од Бугарија Радослав Славчев и со оваа победа е трикратен светски шампион со освојување на титулите претходно на светските првенства во Скопје и Анталија во 2011 и 2013 година. Ова е се во ова издание на Дневникот со нови содржини, се гледаме во 20 часот. Пријатно попладне.